Точно е 20 часот, време за централниот дневник на К1 телевизија. Добро вечер. Партиските ветувања и денеска секојдневие на граѓаните од Вардарскиот регион. Мини митинзи, средби со граѓани, пресконференции и овој пат учесниците на шестите поред локални избори најмногу ги користат за промоција на својата изборна програма. Изборната кампања е на пола, се трча 10-тиот ден. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. На пола сме од изборната кампања, остануваат уште 10 дена до одржување на локалните избори. Денеска се одбележува годишнина од загинувањето на Јован Наумов, Ала Бакот и Тодор Христов, офицерчето. Поднесени се 13.580 барања за проценка на штетите од доцните пролетни мразови. Почнуваме со Кавадарци. Таму независниот кандидат за градоначалник на Кавадарци, Борис Давидов, во петок ќе направи промоција на своите проекти зацртани во предизборната програма. Тој вели дека сака да ги слушне мислењата на граѓаните околу уредувањето на општината. Изјави дека сака од Кавадарци да направи поубаво и подостојно место за живење. Независниот кандидат за градоначалник на општина Кавадарци Борис Давидов денеска на пресконференција ги информираше граѓаните дека во петок во 19 часот ќе направи промоција на своите проекти зацртани во предизборната програма и рече дека сака да ги слушне мислењата на граѓаните околу уредувањето на општината. Мислам дека многу е битно исто така да поразговараме каква општина уопште ни треба, почнувајќи од администрацијата која треба да биде многу поефикасна во служба на граѓаните, а исто така таа администрација треба да се организира така во тимови и слично да работи во духот на пријателство, да и тие бидат задоволни со тоа што даваат или какви услуги даваат на граѓаните. Значи, да знаат дека и администрацијата е составен дел на развојот на целата наша општина Кавадарци. Давидов рече дека сакал да разговара со граѓаните околу образовните процеси, околу наставата, дали да биде на теоретски или практичен начин. Не треба само да произведуваме кадри кои ќе размислуваат каде да се сместат во установа како службеници или чиновници, потенцираше тој. Мислам дека, бидејќи сме градот на гроздето и на виното, мислам дека треба да размислиме за тоа какво споменично обележје ни треба во општина Кавадарци. Навистина, кога ќе дојде човек во Кавадарци, со ништо не можеме да му покажеме и да види дека сме ние градот на гроздето и на виното. Такво споменично пред кое ќе може да застанат, да се движат околу него, една постановка и така натаму, да се сликаат таму и така и слично и да се види дека е ова оддалеку што се вика да се види дека е ова градот на гроздето и на виното. Давидов рече дека во петок очекува да ги слушне мислењата и на трговците, занаетчиите и дуќанџиите, а особено на лозарите, да ги слушне нивните проблеми и да поразговараат за тоа каде да се продава гроздјето и ширата, како да се плаќа и така натаму. Давидов додаде дека ќе се задолжи за решавање на сообраќајниот хаос, изградба на велосипедски патеки и друго. Да ги воспитуваме децата да ја сакаат човековата околина, да се создава меѓу децата дух на пријателство на сите во образованието, да станат пријатели на човековата околина и нејзината заштита, додава тој. Продолжуваме со Велес. Кандидатот за градоначалник од коалицијата предводена од СДСМ Аце Коцевски најавува гасификација на Велес. Тој на денешната пресконференција рече дека нивен главен приоритет во наредните 4 години ќе биде подобрување на локалната бизнис клима со цел создавање на повеќе работни места. Кандидатот за градоначалник на општина Велес од коалицијата предводена од СДСМ Аце Коцевски на пресконференција денеска рече дека и покрај основните базични надлежности на локалната самоуправа нивен главен приоритет во наредните 4 години ќе било подобрување на локалната бизнис клима со цел создавање на повеќе работни места. Како голем проект ја најавуваме и гасификацијата на градот Велес, почнувајќи со индустријските објекти со цел да ги намалиме трошоците на предпријатијата и заштедите кои ќе настанат заради поевтината цена на енергенсот, газ во споредба со другите енергенси, да се вложат
во дополнителен развој со што ќе се генерираат нови работни места. Коцевски најавува продолжување на изградба на комуналната инфраструктура во постоечките индустријски зони, како и градење на нови партнерства со бизнис заедницата и проектни активности за преквалификација до едукација на младите невработени лица. Во изминатите 4,5 години многу малку пари локалната власт вложила во развој на локалната економија. Ова денеска го изјави кандидатот за советник од СДСМ Стево Крстевски. Тој вели дека работите ќе се променеле после 15 октомври. Многу малку пари општина Велес вложуваше во локалната економија, рече денеска пред новинарите кандидатот за советник од коалицијата предводена од СДСМ Стево Крстевски. Тој вели дека извештајот од работењето на општина Велес за 2016 година е потврда дека Славчо Чадиев успел да реализира само 50% од планираниот буџет. 229 милиони денари од вкупно планираните 426 милиони денари, кој ветил дека ќе ги инвестира во поддршка на локалниот економски развој, капитални инвестиции, во уредување на градежно земјиште, снабдување со вода, јавна чистота, одржување на урбаната опрема, изградба на комерцијални објекти и други капитални инвестиции. Крстевски вели дека ваквото работење е неодговорно и ќе завршило на 15 октомври, кога Чадиев ќе заминел во историјата, а работите ќе се променеле, оти Велешани ќе избереле живот за сите. Промените кои значат подобар живот за сите, како на централно ќе се случуваат и на локално ниво, рече на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ Бетјане Китев. Тој додаде дека во нивната програма имаат предвидено повеќе проекти кои ќе го забрзаат локалниот економски развој на Кавадарци. Ќе го ставиме во функција неискористениот туристички потенцијал на Кавадарци. По примерот на Тоскана во Италија, градиме вински пат во Кавадарци, кој ќе го заобиколува градскиот парк и ќе завршува на улицата Дисанска. Патот ќе располага со атрактивни туристички содржини и ресторани за дегустација на вината од тиквешијата. Ова го рече денеска на пресконференција Бетјан Китев, кандидат за градоначалник од редовите на СДСМ и коалицијата. Промените кои значат подобар живот за сите како на централно, треба да се случуваат и на локално ниво. Во нашата програма имаме предвидено повеќе проекти кои ќе го забрзаат локалниот економски развој во Кавадарци. Посебен акцент ќе биде ставен на микро, малите и средни компании кои ќе бидат субвенционирани како од централната, така и од новата локална власт. Китев информираше дека посебен акцент ќе биде ставен врз еколошката и енергетската ефикасност преку поголемо исползување на обновливите извори на енергија, како и воведување на мерки за намалување на загадувањето. Целта е, додаде тој, Кавадарци да стане зелена оаза во Централна Македонија. Кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН за Велес Славчо Чадиев денеска презентираше уште еден од низата проекти дел од предизборната програма. Станува збор за проект Бесплатни плацови за млади брачни парови. Според Чадиев, на овој начин младите ќе имаат можност да го решат едно од главните животни прашања – обезбедување на дом за нив и нивното семејство. Во наредниот мандат ќе обезбедиме 300 бесплатни градежни парцели, кои ќе бидат наменети и понудени за младите брачни парови, најави на пресконференција кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Славчо Чадиев. На тој начин, младите ќе имаат можност да го решат едно од главните животни прашања, а тоа е обезбедување на дом за нив и за нивното семејство. Плацовите ќе бидат со површина од по 300 квадратни метри. Обезбедени се во местноста Каменот, во населбата зад Костурницата. На младите брачни двојки кои започнуваат заеднички живот, општината ќе им овозможи разработен проект и динамика на реализација и услови, додаде Чадиев. Веќе реализираните проекти на државно ниво, Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади, се доказ дека ВМРО ДПМН води грижа за граѓаните и нивните потреби. Сакаме ваквите добри политики за младите да продолжат и во иднина и на локално ниво, и тоа токму тука во нашиот Велес.
Чадиев ги повика Велешани на 15 октомври да го заокружат бројот 13 за проектот Бесплатни плацови за млади брачни двојки и за други 148 проекти од новата предизборна програма. АЦ Коцевски и СДСМ имаа можност цели 9 години да направат нешто за решавање на сообраќајот во градот, но никогаш не направија ништо. Рече денеска на пресконференција кандидатот за советник од ВМРО ДПМН за Велес Драган Димески. Тој обвини дека СДСМ и Министерството за внатрешни работи ги блокираат добрите сообраќајни проекти за Велес. Цел месец ја кочат изградбата на кружниот тек кај Панини, мислики дека така ќе добијат поддршка од граѓаните, потенцира тој. За улицата Благој Ѓорев, кандидатот за градоначалник АЦ Коцевски, во неговите 9 години владење, ветуваше булеварско решение како и побрз и побезбеден сообраќај на главната сообраќајна артерија во градот, но излажа. Обвини кандидатот за советник на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Драган Димески. Господине Коцевски, каде е булеварот на улицата Благој Ѓорев што го ветувавте? Зошто цели 2 мандати ги лажевте Велешани дека ќе обезбедите побрз и побезбеден сообраќај на главната улица? Почитување. АЦ Коцевски и СДСМ имаа можност цели 9 години да направат нешто за решавање на сообраќајот во градот. Тоа никогаш не го направија. Димески обвини дека целиот град гледа како СДСМ и Министерството за внатрешни работи ги блокираат добрите сообраќајни проекти за Велес со тоа што цел месец ја кочат изградбата на кружниот тек кај Панини. Порача дека со неработење и блокада не се добиваат избори. Кандидатот за советник на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Лилија Чолакова Дервишова најави проект за изградба на нова детска градинка. На тој начин, истакна Чолакова Дервишова, Велес ќе добие уште еден вкупно 7 клон на детската градинка Димче Мирчев, со што ќе се зголеми капацитетот за прием на деца. Кандидатот за советник на листата на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Лилија Чолакова Дервишова го најави проектот за изградба на нова детска градинка во зградата на поранешниот објект на Општинското основно училиште Јордан Хаджи Константинов Џинот. Таа истакна дека децата мора да имаат најдобри услови за престој и образование во предучилишна возраст. Во новата програма го предвидовме проектот адаптација на зградата на поранешното основно училиште ЈХК Џинот во детска градинка. На тој начин Велес ќе добие уште еден вкупно 7 клон на детска градинка Димче Мирчев. Постапката е веќе започната. Целосно е заменет покров на објектот. Во наредниот период ќе се постави нова фасада, нови врати, прозорци и целосно реновирање и замена на внатрешните елементи. На тој начин објектот ќе добие целосно нов лик и ќе биде опремен согласно стандардите за извршување на оваа дејност. Чолакова Дервишова истакна дека во изминатиот период локалната самоуправа предводена од градоначалникот Чадиев и ВМРО ДПМН реализираше низа проекти за подобрување на условите во клоновите на детската градинка Димче Мирчев. Поради големиот интерес од страна на родителите за запишување на своите деца во градинка, во наредниот период да се прошират капацитетите. Потенцираше дека нивната предизборна програма е одговор на потребите на граѓаните. Социјално загрозените семејства знаат што Коцевски направи за нив во двата градоначалнички мандати, но и едниот пратенички, рече денеска во изјава за новинарите кандидатот за советник од редовите на ВМРО ДПМН Ангел Димов. Ниту како пратеник, ниту како градоначалник на Велес во 2 мандати, АЦ Коцевски не направи ништо за социјално загрозените семејства. Ова денеска го изјави Ангел Димов, кандидат за советник од редовите на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Димов вели документите покажуваат дека во времето на Коцевски во програмите на општината за финансиска помош на социјално загрозените семејства планираните средства се минимални. Додека беше градоначалник, тој тврдеше дека социјалните прашања не биле негова надлежност и бегаше од одговорност за нивното решавање.
Директен доказ за тоа, по време на Аце Коцевски, по програмите на општината за финансиска помош на членовите на социјално загрозените семејства, тоа одвојува само 100.000 денари годишно. За споредба, за истата оваа намена, локалната самоуправа, предводена од ВМРО ДПМН и градоначалникот Славчо Чадиев, во 2017 година има предвидено 1 милион денари. Димо вели дека времето на лажни ветувања поминало. Граѓаните познаваат кои политики се лажни, а кои не. Велес денеска одбележа 110 години од загинувањето на Јован Наумов Алабакот и 114 години од загинувањето на Тодор Христоф Офицерчето. Со положување на свежо цвеќе пред споменикот на Велешките илинденци во центарот на градот им одадоа почит на загинатите војводи. Со положување свежо цвеќе и оддавање почит пред споменикот на Велешките илинденци во центарот на градот се одбележа 110 години од загинувањето на војводата Јован Наумов Алабакот и 114 години од загинувањето на војводата Тодор Христоф Офицерчето. Двајцата се истакнати велешки војводи кои со своето револуционерно дело останаа запаметени кај велешани и пошироко, рече историчарот Слободан Ников. Положувајќи го својот живот за слободата на македонскиот народ, не жалејќи го својот живот, непрестано делува на теренот кај што действува посебна е улогата и на Јован Наумов Алабакот, кој постигна денското восстание действувајќи на теренот на Азот, води тешки и непрекинати борби со представниците на српската пропаганда. Да ги почитуваме сите овие жртви, да не бидат негирани и вклопувани во други истории кои не се наши. Ние македонците имаме собствена историја. Не смееме да дозволиме да биде редефинирана или избришана, порача Ников. Се надминува главниот проблем со блокираната жиросметка на фабриката за шински возила Колска. На вчерашната владина седница усвоена е информацијата за донесување акти за зголемување на паричен влог на основната главнина, со што се отвара можноста за правна деблокада на жиросметката. Работниците се надеваат дека до петок ќе земат 2 плати. Продолжуваме со вести од Македонија. Поднесени се 13.580 барања за проценка на штетите од доцните пролетни мразови, од кои беа погодени земјоделските површини во 32 општини. Комисиите се уште се во постапка на проценка на штетите, а на терен треба да излезе и бирото за судски вештачења. Станува збор за речиси 50.000 катастарски парцели, за кои подрачните единици на Министерството за земјоделство утврдиле дека кај земјоделските култури има штети од невреме. Според процедурата, бирото има обврска да подготви извештаи со проценка за настанатата штета во денари поединечно за секој барател. Изготвените извештаи ќе се испраќаат до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, која пак за секој барател треба да изготви решение за исплата на штета или пак ќе го извести барателот доколку не ги исполнува условите за обештетување. Русија тестира оружје од кое НАТО алијансата е вознемирена. Станува збор за електромагнетната ракета Алабуга, која може да блокира автоматските Таа може да ја блокира автоматиката на тенковите и да уништи артилериски гранати во самото оружје. Од ова оружје не може да се сокријат војниците и доколку се наоѓаат на длабочина од 100 метри. Продолжуваме со вести од светот. Мерил Денли, партнерката на напаѓачот од Лас Вегас, кој уби 58 луѓе, пристигна од Филипини во Лос Анџелес на средба со агенти од Федералното истражно биро, кои сакаат да дознаат дали таа знае нешто за мотивите на нападот. За време на нападот, 62-годишната Денли се наоѓала на Филипините, а властите ги истражуваат тврдењата дека напаѓачот Стивен Педок и префрлил на сметка $100,000.
Западните медиуми пренесуваат дека Денли е од Австралија, а во САД се преселила пред 20 години за да работи во казино. Уништен е команден штаб на терористичката организација Нусра Фронт од страна на руската авиација, а нивниот лидер е во критична состојба, додека 12 команданти се ликвидирани, изјавил портпаролот на Руското министерство за одбрана генерал мајор Игор Конашенков. Руската воена разузнавачка служба откри на 3 октомври место и време на одржување состанок на раководството на Нусра Фронтот, начело со лидерот на групата Абу Мухамед Ел Джулани. За уништување на таа цел, руската авиација во Сирија испратила Су-34 и Су-35, појаснува Конашенков. За време на нападот, лидерот на Нусра Фронтот Абу Мухамед Ел Джулани се здобил со многубројни тешки рани и ја загубил и раката и, според информации од неколку извори, се наоѓа во критична состојба. Заедно со обезбедувањето околу 50 луѓе, убиени се и 12 команданти од Нусра Фронтот, вклучително и Ахмад Ел Гизаи, близок помошник на Ел Джулиани, додал Конашенков. Според него, специјалните акции на Министерството за одбрана на Русија за ликвидирање терористи вмешани во напад врз руски војници во Сирија ќе продолжат. Денеска имавме сончево време со умерена облачност и слаб северозападен ветер. Утринската температура се движеше во интервал од 3 до 10 степени, а дневната од 20 до 26 степени. До петок ќе се задржи сончево и топло време со мала до умерена облачност. Во петок во вечерните часови ќе има зголемување на облачноста, а во северните делови ќе има локален дожд. Според најавите на метеоролозите, во сабота ќе има повремени врнежи од дожд, кои на места ќе бидат пообилни. Ќе дува засилен северен ветер, кој ќе предизвика значително опаѓање на температурата на воздухот. Во недела ќе се задржи ветровито и студено, предпладне со локален дожд. Од сабота попладне ќе има услови на повисоките планини врнежите да бидат од снег. Метеоинформациите се последни. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.